викаат дека нели жена за години не се прашува за килограми, не се прашува колку плата зема, не се прашува кога ќе роди и кога ќе се омажи и не се прашува дали има ставена хиалурон или ботокс. Кој од овие вие мислите дека ни под разно не сме да и се постави на жена? И зошто? Едно треба да избереме. Едно, Ели? Зашто едно сите? Не, јас би отишла со тоа кога ќе се мажиш или раѓаш, не знам како беше. Тоа ми е мене број еден. Мислам, јас се согласувам со сите овие прашања, но меѓутоа мислам дека денеска е навредливо ти да прашаш некоја што мислиш, нели, или кога треба да раѓаш, ајде време ти е. Не знам, мене ме вадат од тие уште размислувања, затоа што прво, не смеш да се осудиш на некоја жена таква да и кажеш, затоа што ти не ја знаеш незината позадина, ти не ја знаеш незината приказна. Може жената не може да има деца. Замисли како таа ќе се чувствува. Затоа што знам еден таков пример за една моја блиска пријателка и едноставно не ми паднало мене убаво, иако јас не сум директно засегната. А и генерално во нашето општество гледам дека тоа никако да исчезне. Нема граница. Возрастните генерации цело време прашуваат колку години имаш? Пример 30. 30 стара мома. Знаеш, останало тоа уште стара мома. Како бе тоа стара мома? Ели слободно. Во листата? Да. Колава сама си ја купи или од машни? Патувањево сама си го плати или имаш спонзор? Така. А лиштава што ги носиш Чантата, брендирани, да. колку чинат? Значи, Ти заработиш? Од наставничка Тоа е плата прашањето, живееш или не живееш? Значи не е едно, малце повеќе се. За мене е тоа понавредливо заради тоа што ја буквално ја понижува, го понижува знаењето, интелектот, способноста, капацитетите на секоја жена да заработува, да изгледа добро. Годините и не менуваат веќе никаква улога, ако ги кажеш тоа, ако ги кажам колку кила имам или колку години, тоа е твоето лично мислење, ама омаловажувањето дека некој треба нешто да ти даде за ти да бидеш комплетна жена, мислам дека во денешно време е понавредливо за мене.